Денеска највеќе, најпопуларно, особено од септември наваму, се изјавите дека парацетамолот во бременоста предизвикува аутизам, како една, да речем, дезинформација, и втората е за лекувањето со леуковарин, односно тврдењето дека леуковаринот представува лек за аутизам. Постојат бројни студии кои што кажуваат, последната е во Шведска во 2024 година, направена со над 1 милион деца, дека всушност најдено е дека не предизвикува парацетамолот аутизам. Тука дури Европската агенција за лекови се оградува од ова и тврдењето е дека сепак, можеби потребни се уште нови студии за да го потврдат или да го отфрлат ова, но во моментов начелото е дека сепак парацетамолот останува најбезбеден лек во текот на бременоста, особено имајќи го фактот дека бремените жени подобро е да земат парацетамол отколку да имаат висока температура, тоа би било повеќе негативно, имало негативен ефект врз плодот, или па да земат некој друг несоодветен лек, како ибупрофен или аспирин. Во однос на втората, за леуковаринот, леуковаринот представува активна форма на фолната киселина, односно тоа е комбинација на калциум со фолинска киселина, и дека и некои деца може да доведе до подобрување, но пред тоа треба да се испита дали постојат антитела на фолатен рецептор кај нив. Кај тие деца кои што има антитела за фолатниот рецептор, има подобрување, и во говорот и во социјалните однесувања, но сепак не е дека е без несакани ефекти, па поради тоа родителите треба да се консултираат со лекар дали нивното дете е подобно за таа терапија или не.